Се повеќе млади во Северна Македонија наместо планови за заминување во странство, прават планови за отварање на сопствен бизнис и останување во сопствената држава. Охрабрувачки е податокот, вели Весна Цветановска, која повеќе од 2 децении работи како младински активист, е се помалиот интерес кај младите за вработување во некоја државна институција. Има некој податок дека 1 од 7 мина средношколци и 5 од 10 мина студенти веќе го гледаат своето понатамошно функционирање на тој начин. Тоа е резултат на олеснителните околности, вели таа, кои државата веќе ги нуди за започнување на стартап бизниси. Сметам дека тука пред се придонесуваат позитивните закони кои што во моментот се носат, позитивните политики, оние добро познати обуки кај познати работодавачи во Агенцијата за вработување, субвенционирањата на вработувања, олеснителните околности за креирање стартап бизниси. Тие се навистина хит во моментов а се соочуваат и со голем број на предизвици, велат од младинскиот центар во Охрид. Нешто непознато за нив се овие бирократските работи, фирма како да започнеш, каде да пријавиш. Што има примери каде што заглавуваат и по не месеци, туку и можеби подолго и од година, и верувам дека не кај секого можеби истрајноста на такво ниво да речи дека вреди 2 години, ако треба 3, да го терам тој процес, за да можам да дојдам до првичното, за после да почнам стварно да работам на бизнис. Цветковски додава дека треба да се следи примерот на Естонија, која успеа да врати добар дел од своите млади умови. Естонија ќе ја кажам како еден пример каде што во последните години имаше најголем одлив на мозоци, па последните години кога ги презеда ваквите мерки и со ваучери, со некои можности полесни за младите да основаат свој бизнис, сега го имаме обратниот процес, младите се враќаат таму и веќе прилика крај на 20 години, 30 години започнуваат сите своји бизниси. А веќе има и успешни стартап бизниси со кои раководат млади луѓе. Фирмата наша е за дигитален маркетинг и SEO, тоа е некој маркетинг на Google. Исто така работиме со аутсорсинг, така да голем дел од компаниите кои што, например, во странство им требаат кол центри, агенти на телефон, им овозможуваме агенти од наша страна. Се вратив да живеам во Охрид, сиот тој мој фамилијарен бекграунд кој што го имам, така што некако повлеков нога или си ја најдов храброста во себе и решив да тргнам сама, односно да го почнам мојот бренд кој што подоцна се регистрира како бизнис. Марта сега држи своји мотивацијски говори со кои ги охрабрува младите да почнат нешто свое. Гледам не само кај младите, дури и кај средна генерација, да речем, на луѓе кои што веќе не сакаат да работат во државна институција, си го наоѓаат она што нив им е интересно и сакаат да го претворат во нивни сопствен бизнис. Сепак и покри добрите примери, потребна уште многу работа. Државата повторно треба да ги активира своите механизми, значи уште повеќе да вложува во стартап бизнисите, да ги олесни законските процедури, да ја зголеми возрастната граница, може уште по продуктивни програми да се развиваат. Фокус нова влада, велат оттаму, е обезбедување на пристојни услови за живот и успешен образовен процес за студентите и младите. За таа цел во буџетот за 2025 година обезбедени биле средства за ваучери од 250 евра за набавка на електронски уреди, телефон, компјутер или таблет за сите студенти, како и средства од 10 милиони евра кои ќе бидат наменети за млади до 29 години за отпочнување бизниси, односно финансиска поддршка до 30.000 евра за бизнис за млади. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.